Посебна чест и задоволство е мое лично, затоа што вечерашниот автор е мој колега многу години и родбински сме поврзани, тој мој кум, кој што на утрешен ден ме венча. Киро Јосифов и Јагода, моите кумови. И затоа малку емотивно ова отварање на оваа изложба, поготово што Киро Јосифов работи во една област во која што како ликовна уметност не сум седнал на друго место. Прошетав по сите музеи низ Европа, поготово Париз, Њујорк, музејот на модерна уметност МоМА, кој што е еден од најголемите. И да ви кажам наискрено, оваков пристап и оваков начин на кој што Киро Јосифов го решава проблемот и своето сликарство и својата идеја преку огледалото и стаклото, нигде не сум сретнал. Мислам дека ова е нешто кое што е посебно и затоа радоста моја е уште поголема. Но околу неговото творештво сигурно дека можам да зборувам малку повеќе, затоа што го познавам повеќе од 35-40 години и заедно растевме, заедно творевме и уште твориме заедно. Оваа топла септемвриска вечер, во чест на одбележувањето на празникот 7 септември, се чувствуваме празнично, но за да биде денот уште поголем и празнувањето уште поголемо, ја отвараме изложбата на ликовниот уметник и наш сограѓанин Кире Јосифов. Кире Јосифов е роден во Кавадарци. Завршил Педагошка академија во Скопје, одсек ликовна култура, во класата на професор Димитар Кондовски. Има реализирано повеќе самостојни изложби во Кавадарци, Струмица, Скопје, Љубљана, Белград, а учествувал и на групни изложби, како и на ликовни колонии во Македонија и надвор од неа. Ликовната изложба на Киро Јосифов, насловена «Моменти» во Дом на култура Кавадарци, го представува неговото творештво кое се заснива на истражување на четвртата димензија во ликовната уметност со помош на ликовни елементи и различни материјали. Најчесто како материјал го користи огледалото. Вистинската доблест на еден уметник е во моќта на создавањето, во нега на душата, во продлабочување на мудроста и истинитоста на убавото. Слободата при изразувањето е чин на независен процес и го потенцира индивидуалниот став во поимувањето на творечката активност. Проектот Самостојна изложба на Киро Јосифов «Моменти» е поддржан од Министерство за култура на Република Северна Македонија. Секако, треба да спомнам дека оваа вечер ја отвараме изложбата почитувајќи ги протоколите за заштита од COVID-19, а тоа е носење на лична заштитна опрема, одржување на физичка дистанца и обезбедување на честа дезинфекција на раците. Сега го повикувам Горан Боев да проговори. Добро вечер и од мене. Благодарам на честа што има можност да кажам збор 2 за оваа најнова изложба на Киро Јосифов. Директно ќе се надоврзам на неговото творештво. Овде, како што гледате, се 2 циклуси. Едниот е циклус пейсажи, а другиот циклус е малку, како да го наречеме, како што каже и Владимир Темков, нешто навистина несекојдневно воопшто во уметноста, нешто што ретко може да се види. Ова е еден циклус на геометризација, една интересна организација на огледалото комедија. Јас кога ги погледнав овие 2 циклуса, иако може би Киро тоа го немал предвид во неговото творештво, мене ме подсетија на 2 познати француски уметника, едниот претенсник на импресионизмот, тоа е Жан-Батист Ками Коро, а другиот е представник на модерната, една од откоци на модерната уметност, тоа е Виктор Вазарели. Значи, она што ме подсети на Коро е тоа што
и во неговите пейзажи често се слика водата, водената површина, реката, езерото. А тоа како што гледам, нели, случаи пейзажите кај Кире, а водата како така можеме да ја поврземе и со огледалото, што гледате, таа има такво својство да ги рефлектира објектите околу неа. Значи, на некој начин представува мистика сама за себе, затоа што не се презентира самата себе, туку е рефлекс на оние нешта што ја обкружуваат. Значи, нешто слично нели се случува и во творештвото на Киро во однос на ова, да наречеме, една експериментална ситуација со огледалата, каде што во фрагменти, значи се огледуваме ние, се огледува просторот околу нас, значи се создава една игра во уметноста која што е позната под името оп-арт, каде што нели еден од главните представници токму споменат Уметник Вазарели, што го спомнав, нели, каде што тој сосема различен дискурс работи на придвижување на објектите, а овде баш она Кирил не повикува во една синтеза на фрагментите да ние сами се огледаме во сликата и при тоа собирајќи фрагментите во нашата свест, значи градејќи го тој мозаик, значи ги сублимираме нашите мисли, се трудиме да се видиме самите себе си преку фрагментите и ми се чини дека баш во ова време во кое што живееме, нели, баш и токму и тоа ни треба, можеби Кирил свесно или несвесно тоа го направил преку своите дела, да луѓето почнат да се собираат во мислите, да се согледуваат самите себе, да го согледуваат светот каков бил и каков е и каков би требало да биде и се конели околу целата или состојба на перцепција и нешто, нели, и човекот и да превземе за да се подобри, нели, моменталната ситуација. Да ви кажам уште еден интересен податок. Киро Јосифов е еден од првите основачи на Друштвото на млади ликовни уметници на Кавадарци. Тоа се случува некаде 1976 година и во минатиот век. И од тогаш една новинарка постојано ме прати, го прати нашето творештво и доста пишува за ликовната уметност, Мирјана Букетова Игнатова. Повели, Мире. И да ви кажам, тогаш кога се формираше Друштвото на ликовните уметници на Кавадарци, јас бев мала, тинеџерка, меѓутоа бев во улогата на записничар. Значи, сведок бев и во тој момент. И дури од тогаш го познавам Кире Јосифов и можеби цели 4 децении го познавам неговото сликарство. Често му велев Кире кога изложба. И верувајте или не, од неговата последна самостојна изложба поминале дури цели 37 години. И мене ми е навистина чест што можам еве сега овде пред вас да кажам неколку збора како новинар и како наблюдувач на неговата уметност. Ќе почнам од огледалата. Значи, огледалата се негови преокупација цели 4 децении. Меѓутоа, тој ми раскажа како се е започнало. Предизвикан од неуспехот да се наслика треперењето на сонцето во Нажешката земја и од неговите колеги и од негова страна, тој се обидел да размислува на таа тема како да го наслика тој чемер, што го имаме ние во Тиквешијата и воопшто во Македонија. И дошол до идеја да го употреби огледалото, дека тоа на најдобар начин ќе може тоа да го ослика. И инфициран со јазикот на актуелната состојба од огледалото, од таа идеја негова, тој почнува таа идеја да ја развива, да го развива неговиот концепт, да истражува и да дојдеме до сега овие прекрасни дела, оригинални во огледало, што верувам дека ги нема на друго место.
Не можам да знам, меѓутоа, многу уметници огледалото го користат како медиум, но Кире е единствен кој на ваков начин успева да го користи огледалото. Тој во текот на неговото истражување почнува да додава слоеви во слоеви, така што кога го гледате неговото дело, гледате слика во слика, рамка во рамка. Меѓутоа, неговата геометриска фигура, најчесто квадрат, правоаголник или било што, се отсликува позадината од таа негова геометриска фигура, се отсликува на огледалото на наредниот слој, па наредниот на другиот, и така имате прекрасно чувство дека навистина го гледате тоа треперење на сонцето. Меѓутоа, во што е исто така Кира оригинален? Затоа што неговите дела се на еден вид мобилна уметност. Поставени овде, изгледаат на еден начин, во мојата дневна соба сосема на друг начин, затоа што има друга светлост. Во собата на Лазе или на Петре, на Стоја, на било кој, ќе изгледаат различно. И зависи од аголот на кој ја наблюдувате сликата, секогаш имате нова експресија и ново доживување. Меѓутоа, Кире, каков што го познавате, позитивен, насмејан, секогаш, реален. Такви се и неговите дела. Реални се колку што е реална и сликата во огледалото, меѓутоа толку се топли и отворени неговите пейсажи кои ги гледаме. Осликуваат топлата тиквешија што имаме тука кај нас, се гледа неговата инспирација, меѓутоа не е тоа осликување само на природата. Кај него пейсажот се трансформира до надреално, па дури до абстрактно. Меѓутоа ова се само негови пейсажи. А тука се боите и од она што се огледува во водата, што е заедничко и во огледалата, и во пейсажите на Кире. Јас се надевам дека нема да чекаме толку долго за наредната нова самостојна изложба, дека сега во овие денови кога не е активен како ликовен педагог, има време многу да твори и да ни подари исто така вакви прекрасни дела кои уште еднаш потврдуваат какво плодно поднебје во делот на уметноста е тиквешијата, особено кавадарци. Ви благодарам. Сепак, тука меѓу нас е еден од доаените на македонското модерно сликарство, професор Симон Шемов, кој што исто така емотивно е поврзан со животот и делото на Киро Јосифов. И ова е вон протокол, ама јас го поканувам да каже два збора за уметноста на Киро Јосифов. Професор Шемов. Благодарам. Кажано е доста за ова што го гледате тука. Драго ми е што Кире конечно се представи после 35-40 години со вкупното свое творештво, избор се разбира, треперењето на воздухот пейсажен, што го гледате тука, полн со зеленило, воздух, треперливи зраци и особено треперењето на овие стаклени експонати, што ја ги нарекувам објекти, огледални објекти, кои толку ме израдуваа кога почна тој по времето да ги работи, што едва и чекав да ги видам вака изложени. Меѓутоа има еден друг момент кој не е присутен тука, е многу значаен за Јосифов Кирил, покрај нели ова творечка штафелајна активност и педагошката, а тоа е, како да кажам, тоа се 70-тите години, кога се формира Сдруженијето кавадарачко на ликовни уметници, тие направи еден потфат, паралелно со потфатот кој се одвиваше на повеќе места во Македонија,
како со авторство мое и на колегата мој Фидановски Никола, а тоа е интервенција во простор. Кавадарци е единственото место каде што тие интервенции беа толку активни да ги пленија сите што го гледаат тоа, кавадарчани особено, сите што го слушаат тоа и сите што го читаат тоа по новини и по списањата во тоа време. Овдека се присутни неколку души, ја гледам само двајца всушност, ги гледам позади мене, еден од нив е Кире Јосифов, кој беше многу активен со тие интервенции, што беа една новост, македонска новост, која Кавадарци го афирмираше. Еден од нив дури го афирмира тоа и надвор од светот, Глигор Стефанов, кој не е овдека, меѓутоа ја им честитам на двајцата, а Кире Јосифов го подсетувам дека тоа беше една револуционерна активност која беше реткост не само во Македонија, туку и во тогашната постојана Федерација Југославија. Честитам на изложбата и пожелувам успех и понатаму со активностите и од ова сфера со огледалната зрачност и со штефалајното сликарство, акварелот и маслото и другите технологии што ги практикува Кире. Благодарам. Инако да ви кажам, професорот е еден од заслужните кои што во тоа време околу 8 уметници од Кавадарци се запиша во средно уметничко. Тука и Димо Самарджиев дојде тука, еден од тој тим. Но има ли подобро нешто кога зборуваме за творештво и авторот е тука со нас? Киро Јосифов. Ево. Добро вечер. Чест ми е да ви се заблагодарам што дојдовте на оваа изложба и на сите кои што помогна ова изложба да биде остварена. Слушнав доста добри критики, беше скоро се офатено, тоа што, ја мислев да го кажам, беше кажано и затоа ве поканувам да разгледате изложбата и ја прогласувам за отворена. Благодарам. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.